Добар ден, криптоентузијасти, ова е Геополитика и крипто, нормално според вашите гласови. А во остатокот на неделата можете да очекувате уште техничка анализа, тоа ќе биде потенцијално во текот на утрешниот ден. И нормално во понеделник ќе почнеме со вести, економија и биткоин. Зошто? Затоа што во текот на утрешниот ден ќе добиете техничка анализа, а во истиот ќе биде снимен и подкастот со Криптофил. Како што ќе кажавме, значи истиот бил на Токен 2049 во Сингапур и сака да ги сподели своите искуства со нас. Уште еднаш ќе напоменам, 20.000 учесници, зборуваме луѓе кои што го посетиле овој самит, повеќе од 300 крипто проекти, така да Криптофил има доста да се пофали, а исто така планира и да го посети и да посети конференцијата во Дубај која што доаѓа наскоро. Во меѓувреме ќе поразговараме малку и за изборите во Мурика, како и масовна адаптација на крипто, така да ќе има доста што да се слушне. И како што кажав, значи во понеделник ќе разговараме за вести, економија и биткоин. Така да прилика тоа е оно што може да го очекувате од нашиот канал во текот на оваа недела. Имавме доста интересна недела, доста полна со содржини. Доколку не сте го погледнале видеото кое што го објавивме вчера, тоа е соработка со каналот Пари, каде што имавме представник на каналот Пари. Значи, како што кажавме, на нашиот канал може да го најдете овај постерот, а исто така може да го најдете и на самиот канал Пари. Само треба да запишете Пари на кирилица на YouTube и ќе го најдете каналот на кој што матично беше снимено ова видео, каде што разговараме со представник на Комисија за хартија од вредност во однос на даночењето во Македонија на криптовалути. Верувам дека е нешто што поголемиот дел вас интересира, така да погледнете го, затоа што и детално зборуваме за тоа како можете да бидете одданочени и потенцијалниот профит во овој бул маркет кој што доаѓа да го во оваа ситуација, значи озаконите да можете да го користите во Македонија. Така да, тоа е во однос на нашата работа до сега и од сега на каналот, а денес, како што кажа, почнуваме со геополитика и крипто, но пред тоа нормално морам уште еднаш да напоменам дека значи нашиот канал на Patreon расте. Ова е начин на кој што може да ни помогнете финансиски да го подигнеме канал на следното ниво. Уште еднаш, ова е доброволно, постојано го зборуваме истото, постојано ќе го повторуваме. Материјалот на овој канал и понатаму останува да биде бесплатен за сите македонци. Како што веќе кажав, привршуваме со привилегиите кои што ќе ги добијат овие три категории на да речем членови на овој канал, каде што секој од нив нормално ќе има соодветна да речем соодветни привилегии кои што припаѓаат на онаа помош која што ни ја дава на самиот канал. Со тоа што веќе имаме скоро 40 учесници, уште една значи комјунити сега за сега на овој чат кој што го имаме, понатаму ќе го надградиме и ова. Гледате и сами дека соработката со нашите членови е доста активна, значи едноставно се обидуваме еден на друг да си помогнеме како со едукација, така и со информации. Така да уште еднаш напоменувам, доколку би сакале да ни помогнете финансиски и сакате да бидете дел од оваа група, повелете слободно. Сега за сега првата и најглавна привилегија која што сите овие членови имаат е тоа што ги добиваат нашите материјали први. Веднаш откако ќе бидат снимени, ги добиваат со цел да ги проследат, затоа што уште еднаш, значи знаете, сами кога некој финансиски ни помага да продолжиме да работиме на едукација и произведување на едукативни материјали за македонскиот народ, нормално е дека мораме соодветно и да го наградиме. Така да тоа е околу нашата Patreon група. Да, и за оние кои што не можат да го најдат линкот, во дескрипција на секој од нашите видеа, значи еве како на пример ќе отвориме еве го видеото кое што спомнавме со каналот Пари, значи многу лесно може да ја најдете во дескрипцијата на било кој од нашите видеа, посебно поновите, може да го најдете овде. Значи тоа е практично одма после содржината на видеото, значи имате линк до нашата Patreon група, како и на Facebook страната, на самиот врв имате линк до нашата Patreon група. И нормално знаете и сами, два глобални конфликти кои што моментално највеќе делуваат на криптопазарот и на целата економија и понатаму продолжуваат да бидат Израел против Палестина и Либан и Украина против Русија. Да, постојано кажувам, постојат и други конфликти кои што се страшни, како што е моментално конфликтот во Судан, како што се моментално конфликтите на Буркина Фасо и Мали со северните, да речем, радикални племиња исламистички, да, но нема директен ефект врз економијата или пак нема толку голем ефект врз економијата, затоа и не ги работиме. Дополнително гледате дека кој има нешто околу ескалации во Кинеското море, кој што е практично најголемиот пат до најголемиот производител во светот, кој што нормално делуваат врз логистиката во светот, на економијата, но генерално овие се два конфликти кои што за жал мораме да продолжиме да ги следиме, затоа што нивниот исход
нивното смирување или разгорување директно може да делува врз нашето портфолио. Тоа што имавме среќа и моменталната ескалација каде што многу ескалираше оваа војна и се прошири не само во Газа и Палестина, туку и во Либан, значи тоа не значи дека овдека запре и сме сигурни дека нема да има никаков ефект врз економијата понатаму. Да, гледаме дека економијата моментално го надминала тој потенцијален првичен страв кој што го имавме од ваква ескалација, но затоа и сакам денеска да ви споделам вести за оно што се случува таму, за да бидете во тек, првенствено за да знаете какви се злосторства прави Израел постојано, а уште побитно да знаете и како ова потенцијално може и како може се уште да предизвика поголема ескалација која што неминовно ќе доведе нафтен шок. Нафтениот шок е главниот непријател на пазарот кој што моментално ние се обидуваме да се заштитиме. Затоа јас си понатаму чувам 3 од овие 4% кои што ги имам на страна во случај на ваков тип на ескалација, но ќе стигнеме до тоа постепено, како и секогаш ќе одиме чекор по чекор се тоа што се случува моментално во овој регион. За почеток, за да разберете колку е голема ова ситуација во која што Израел прави буквално што сака, без никаква контрола, значи јас разбирам дека можеби за некој од вас ова ќе биде малку, како да кажам, несоодветно, би препорачал ако има деца да не ги гледаат овие видеа, посебно кога зборувам за геополитика, затоа што знаете и очекувате дека ќе покажам некои работи, со цел да знаете до кој степен радикално се однесува Израел кон цивили. Со тоа што уште еднаш ќе напоменам, дали ова вас ви делува како цивилизирана армија? Ова е исто кога ќе кажат дека нацистите биле многу цивилизирана армија, исто како моментално израелската армија. Погледнете. An inhumane shipment of bodies. Gaza's health ministry is refusing to receive 88 unidentified bodies sent by Israel. Authorities want to know who they are and how they died. So is this another violation under international law? This is Inside Story. Значи, ова не е прв пат, Израел постојано го прави тоа, без никакво објаснување. Носи камион полн со тела, кои свежо мртви, кои веќе во, така речено, декомпозиција, се разбираме, и буквално ги оставя во Палестина. Со тоа што до сега барем известувал кои се луѓето, со цел луѓето кои што ги очекуваат овие цивили да знаат. Замислете, овој пат ви носам 88 тела, не ви ни кажувам кои се, едноставно ви го оставам контейнерот, па снаогете се како знаете умеете во зона која што е целосно уништена, која што нема никаква инфраструктура, а јас ви носам декомпозирачки тела во распаѓање. Значи, ова е еднакво на Джингис Кан и неговото гаѓање на градови со мртви глави од претходниот град кој што го окупирал. Јас не гледам друго објаснување како можам да ви го доловам. Значи, знаете како, ви попуштам, отворено ќе ви кажам, многу пати сум го кажал и ќе го кажам уште еднаш. Значи, не ви покажувам на вистина што се случува. Затоа што ако ви покажам да видите како изгледа се тоа, затоа што јас имам пристап до многу повеќе материјали преку оние телеграм групи кои што ги следам, кои што многу пати сум ги спомнал, нема така позитивно да реагирате за поддршка на Израел. И чисто од разговор со многу луѓе кои што да речем ги познавам, кои што ги ценам, чисто да ви кажам една да речем, пак ќе кажам, збирно мислење за целата оваа ситуација. Значи, некогаш немам зборови како да се изразам за ова што го прави Израел. Ние моментално, што е многу во корист на Западот, се караме помеѓу себе во однос на жртвите. Се разбираме? Ајде, што има врска, тие се некои виетнамци, таму не можеме да ги најдеме на картата. Што има врска, вие се некои арапи, муслимани, ние не сакаме муслимани. Истото они го викаат за на себе, добро да што има врска, се Украина умирале цивили. Што ни е нас битно, тоа е некаде на север. Значи, моментално жртвите помеѓу себе се караат и се ситат на другите жртви. Значи, тоа е жално. Знаете зошто? Затоа што наместо да се фокусираме на тоа кој е силувачов на жртвиве, ние се фокусираме на тоа која е жртвата. Као, воа од друга фамилија што нас не ни се свиѓа, така да супер што се случило тоа, се разбираме? Се ситиме едни на други. Значи, наместо да се посветиме на тоа кој го прави се тоа, затоа што ова не е прв пат, се разбираме? Значи, кога го правеа ова во Либија, во Либија го прават ние гајле. Кога го правеа во Виетнам, во Гранада, во Куба, во Сирија, во Југославија, во Србија, значи, се разбираме ли каде е сега овдека проблемот? Они буквално играат на таа карта дека ние не сме сложни за да пружиме отпор. Тука е најголемиот проблем кој што луѓето треба да го разберат. Значи, ја не можам да разберам како може Македонец да биде на израелска страна. Замислете, значи,
и во ваков конфликт да дојде некој вас да ви донесе контейнер со 88 мртви тела и тоа они самите кажуваат дека на поголемиот дел од телата има знаци на мачење, има буквално фалат делови од телото, како што кажав, поголемиот дел они се веќе во тешка декомпозиција, во тешко распаѓање на телата. Па како е тоа нормално? Како може некој да каже дека дава поддршка на Израел? И пак ќе кажам, еве ако не се арапите, за виетнамциве пак ли се американците во право? За Гранада и за Куба пак ли се американците во право? За Србија, еве, кај што гледам дека поголемиот дел македонскиот народ го боли, американците ли се во право? Значи, разберете, стоката западњачка е силувачот во оваа ситуација. Или ќе се обединиме како што тоа го прави БРИКС, или ќе продолжат да ни го прават ова на поединечна база. Се разбираме? Значи, они наоѓаат една жртва, буквално и прават генгбенг, како што тоа го прават во Палестина, во Сирија, во Либан, во Либија, во, како што веќе кажав, многу претходни, така. И си продолжуваат на следна жртва. Никој ништо не им може. Се додека не застанеме да се браниме едни со други. Дали ви е тоа јасно? Не е ради палестинците или ради Либан. Ако дозволиме тоа да се случува денеска во Либан и во Палестина, утре ќе ни се случува нас. Во 2001 година истите овие џукели ви ги поддржаат терористите кои што моментално ни ја земаат земјата. Половина Македонија на запад нема македонско знаме поради истите овие џукели кои што беа поддржани од калето ваше стратешките партнери. Се разбираме? Затоа не можеме да затвориме очи кога го гледаме сето ова дека се случува затоа што тоа нив им треба. Им треба да затвориме очи и да не се секираме и да не се замараме затоа што тоа е таму негде далеку. Во 2001 далеку ли беше? Не, ви беше во земјата. Значи во нашата земја. Дури и тогаш некој македонец вика, тоа е на запад на граница таму, не ни е проблем нас тоа. Втор пат кога ќе се врати, а изгледа ќе се врати, пак нема да биде на запад во Тетово и Гостивар, ќе биде на средината од Скопје. И истите тие џукели западњачки почнувајќи од кале, ќе ви ги поддржат истите тие џукели кои што сега ви седат у парламент. Бивши терористи се спремаат за втора епизода. Чисто да ви го кажам ова затоа што гледам дека се ситат македонци со коментари, се ситат на моите постои дека умираат либанци и палестинци. Не знам што да ви кажам, момци. Преиспитајте се пред да не биде касно, само толку ќе кажам. Ова е само да ви стане јасно, нема ни да продолжам понатаму со ова, само да ви биде јасно што моментално прават. Со тоа што мораме да напоменеме уште еднаш, погледнете. Ова не е од вчера. И тоа ова е само почетокот на војната од 7 октомври за една година. Уште еднаш ќе напоменам. Значи ова е апдейтирано на 26 септември, пред еден ден. Во ова е само Газа. 41.000 цивили убиени во Газа. Од кои 96 плюс се ранети и 10.000 не достигаат, едноставно значи се исчезнати. Тие што им ги носат во контейнери да си играат слагалица, се разбираме? 16.500 деца. Во западната обала, западниот брег, тоа е втората покрајина на Палестина, 718 мртви, 160 деца, 5700 ранети. Дали ви е јасно колку е ова гнасно? И сакате да ми кажете дека тоа што на 7 октомври биле убиени 1000 луѓе го оправдува тоа што се убиени 42.000 во Палестина и во Либан веќе почнуваат по истиот терк, со тоа што само во првиот ден на напад убија 558 цивили. Во првиот ден на 23 септември на бомбардирање. 50 деца, 94 жени и 1800 ранети во еден ден. Во еден ден. Понатаму, со продолжување на овие напади, затоа што ова е 3-4 дена како бомбардираат постојано и тоа за да сватите колку е големо бомбардирање. Повеќе од 1000 мети во ден се погодени со бомбардирање. 1000, замислете, 1000 места се бомбардирани во еден ден. Со тоа што пред само еден ден достигнаа рекордни 1600 места, 1600 локации бомбардирани, замислете. Со тоа што во вториот бран кога конечно населението почна да се движи, 100.000 луѓе од јужниот дел на Либан почнуваат да се селат кон север и предизвикуваат хуманитарна катастрофа. Во текот на вчерашниот ден, тоа е 26 септември, 92 лица убиени и 153 ранети. Значи, нема никаква дискриминација, значи такво нешто не постои. Бомбардираат се поред и излегува џукелата на Нетањаху и вика, па ако имате проектил вика во гаражата, затоа ја ве бомбардираме. Чекај. Како тоа ти го утврди?
Значи ти бомбардираш и викаш има проектили во гаражите и ние треба да ти веруваме, така. Значи не знам како да ви објаснам, ова цел свет го гледа. Значи ова е геноцид со најголем материјал. Значи толку материјал има од овој геноцид, што ја верувам дека уште една декада ќе биде потребно кога ќе заврши оваа војна, да се утврди што се и какви се злосторства направиле џукелите од Израел. Со тоа што 26 септември во текот на вчерашниот ден Мурика одлучи да им даде дополнителни 8,7 милиарди долари вредно оружје затоа што не убиле доволно цивили, очигледно. Значи, нели, како награда за успешниот геноцид до сега, за убиени десетици илјади цивили, десетици илјади деца, награда 8,7 милиарди, повелете, продолжете по истиот пат. Таа е таа демократија и Мурика која што ви кажува дека не се секирајте, ние сакаме мир во Газа. Значи во лицеве лажат, а од друга страна го наоружуваат Израел и моментално буквално се главниот спонзор на геноцид, кој што ние јавно го гледаме и сите си ќутиме и се преправаме дека не се случува. Ако продолжиме, ја уште еднаш ќе ви напоменам, пред да знаете ќе ви се врати во сопствениот двор, од истите тие џукели шиптарски што сега ви седат во парламент. Само да ви повторам. И сега, нови вести излегуваат во однос со тоа, нели, како беше извршен нападот на комуникацијски апарати во Либан, зборувам за пејџерите и за токи-воките, каде што сега официјално после истражување, значи ова е од 27 септември, најнова вест денешна, каде што официјално високи представници на Хезболах и на Либан тврдат дека овие направи биле во одреден дел од производството, или во доставата, биле во раце на џукелите од Израел. Со тоа што утврдено е дека на вистина во батериите на сите овие направи кои што се најдени, кои што вака изгледаат после детонацијата, била вметната мала количина на експлозив со цел да можат да бидат активирани и да направат штета врз Хезбола. Со тоа што јас сега ќе ви покажам од еден од воените експерти, кој што е на европска страна, значи не заборавајте, јас постојано го зборувам, ќе го кажам уште еднаш, сите информации кои што ги покажувам се од западни медиуми, со цел да не може никој да кења дека ова е руска пропаганда или иранска пропаганда, сите овие информации се од западни медиуми, од демократските, така, од овие прозападниве што се. Што значи дека сите овие информации Западот сам ги објавил, нели? Пошто е Западот, тогаш не е пропаганда, така. Сега, значи, потврдено е и најдено е во сите овие направи и во оние кои што не успеале да детонираат дека постои експлозив, што значи дека ова на вистина представува терористички акт, не еден, туку 3000 засебни терористички акти. Затоа што со овој напад убиени се 37 луѓе, повеќе од 2000 луѓе се ранети и пак ќе кажам 3000 направи експлодирале. Повеќе од 3. Ова се колку што моментално има до сега, да речам, утврдено, со тоа што не заборавајте дека оваа земја ефективно во војна има побитни работи од броење на пејџери, така. Сега е околу комуникацијата, затоа што Израел едно е што ви кажува, друго е што реално се случува. Каде што овој експерт многу добро го кажува тоа што јас сега и да сакам нема да можам да ви го покажам точно. Еве како изгледа напад, чисто да знаете, ова се цивилни, гледате, среде Бејрут. Еве вака изгледа. Значи, буквално само на Израел му е дозволено да бомбардира каде сака и што сака. Погледнете. Цела зграда е бомбардирана за да се убие еден човек. Погледнете. Значи успеал да убие некој си командир на единицата за дронови и за ракетни напади. Но пак ќе ве прашам, дали според вас ова е нормално да бомбардирате цела зграда за да убиете еден човек? Или тоа само Западот смета дека е нормално? Не постои ниту еден човек во светот кој што смета дека тоа е нормално, освен џукелите од Западот. Или пак од друга страна вака да направиме. Значи замислете сега, ние знаеме дека еден од терористите кои што ги убиле децата на Смилковско езеро се наоѓа во Косово. И ние знаеме во која зграда моментално во Косово дечкото седи, така? И ние лансираме моментално авион, фрла бомба и ја уништува цела зграда во Косово и ние сме го убиле човекот кој што ние го бараме со потерница, така? И сега замислете да излеземе ние и да кажеме мртво ладно, ние успеавме да убиеме врвен терорист. Дали знаете што ќе се случи тогаш? Дали имате представа што ќе се случи тогаш? Ние апла сме направиле отворена војна, така? Само на Израел му е дозволено воа да го прави, да убие 50 цивили во меѓувреме и при тоа да каже, ама не, ние убивме еден терорист, ме разбираш?
Значи само на Израел му вова дозволено. Се разбираме. Значи никој друг ни по точка разно нема да му падне на памет вакво нешто да направи. Мислите дека србите не можат тоа да го направат во Косово и во Албанија? Што ќе се случи ако го направат? Дали сте свесни? Само ви кажувам дека и понатаму само на Израел му се дозволени вакви работи, што сака да прави, каде сака да прави, со тоа што не напаѓа само во Либан, значи на истиот начин се убиени 5 сиријски војници поради напад на граничниот премин помеѓу Либија и Сирија, со тоа што се извинувам, да, Либија и Сирија, не, Либан и Сирија, се извинувам, со тоа што тврди дека оружје се пренесувало помеѓу овие земји и затоа они го нападнале тоа. Само нив им е тоа дозволено. Значи продолжуваат и понатаму со бескрупулозно вршење на атентати и при тоа дали цивили умреле, тоа уопште не е проблем. Редовно го бомбардираат Бејрут, веќе 3 дена поред, главниот град го бомбардираат, замислете. Сега, она што јас постојано го зборуваме, дека они моментално ни по точка разно не успеале буквално скоро никаква штета да му нанесат на Хезболах. Успеваат некои движечки мети кои што се по границата со Израел да успеат да ги докачат, сето тоа е во ред, но реална штета не нанесуваат на Хезболах, затоа што Хезболах се спрема од последниот конфликт во 2006 година, значи добри 18 години се спрема со цел да дојде во ситуација да биде целосно спремен со подземна инфраструктура. Значи, они со овие бомби, ма какви сакаат нека бидат, не можат да чепнат ништо од инфраструктурата на Хезболах и сега тоа ќе ви го покажам, а од друга страна, ова што го гледаме, ова бомбардирање кој што викаат самите израелци, ќе го бомбардираме Либан и Газа, ќе ги вратиме во камено доба. Замислете какви изјави даваат политичари и војни лидери. Значи немам зборови, како и да е. Значи само знаете како, за секој убиен терорист они произведуваат 3 нови. Значи треба да сте ретардирани ова да го правите. Тоа е исто како што мислеше дека Америка може да го победи Афганистан со убивање на муџахедини. Со секој убиен муџахедин ти неговите 2, 3, 5 синови си ги направил муџахедини. Ти ништо не си направил освен си ја зголемил армијата на муџахедини. Да разбираме? Истата ситуација и овде. Колку повеќе вршиш притисок врз населението, ти нема да направиш овие луѓе да извршат притисок врз Хезболах, ни по точка разно. Ти ќе ги обединиш против самиот себе си. Но како и да е, тоа е ретардираноста на западната школа, ништо ново, они мислат дека со сила може да се направи нешто повеќе и тоа дури израелците имаат и поголема доктрина, вели ако не може со сила, може со уште поголема сила. Памтете го ова кога ќе дојде ден да престане оваа поддршка од Америка, затоа што не може да трае вечно, а економскиот колапс на Америка ќе предизвика и оваа поддршка да престане. Да престане веднаш. Тогаш кој ќе му помогне на Израел, затоа што Израел не произведува муниција. Израел не произведува скоро ништо од воена техника. Каде ќе оди Израел без поддршка од единствениот негов партнер моментално во целиот свет? Сега овдека ќе слушнеме изјава од воен аналитичар, кој што во оваа ситуација ќе ви покажем и како се вика и е од Брисел, значи дека сигурно не е на руската страна, така нели? Значи Military and Political Analyst Елајджа Манир. Така, значи не е во оваа ситуација очигледно ниту араб, значи не може да кажете дека е пристрасен. Така, да слушаме што има да каже овој пред само еден ден интервју во кое што јас го проследев и навистина многу паметно и многу добро објаснето од луѓе кои што ја знаат ситуацијата многу подобро и од мене. In 2006, you are a military analyst. Tell me your assessment of how much damage has been done to Hezbollah, not just in the very recent escalation, but also after this week of attacks, exploding pagers, exploding walkie-talkies, and then efforts to take out the leadership, the military leadership of Hezbollah. Многу добро поставено прашање, вика, може ли ќе ве замолам да ни кажете ваше мислење и анализа на тоа колку реална штета е направена на Хезбола во однос на досегашните напади со пејджери, бомбардирањето и таргетирањето на нивните лидери. Значи, кажете ни дали навистина има некоја значителна штета направена врз самото движење на Хезбола. Неколку цивили се убиени. Значи, вие може да убиете многу цивили, тоа не значи дека сте ги убиле луѓето кои што и понатаму ќе вршат напади врз Израел, така? Се извинувам, Израел. Following the pager sabotage operation, Hezbollah received the damage to this kind of communication system. However, 90% of Hezbollah communication system is wires. It is not wireless.
People on the front in the Bekaa Valley and in south of Lebanon do not communicate through pager or ICOM V84, but they communicate through cables that are connected over the entire geography of Lebanon. Second, Вели, нападот со пејџерите вика да направи штета врз Хезболах, но вели не реално врз комуникацијата на Хезболах, затоа што вели Хезболах движењето не комуницира со безжични апарати, туку комуницира на старомоден начин, буквално преку жици, односно преку фиксни телефони, фиксна мрежа која што е поврзана помеѓу себе буквално со кабли. Што значи дека вие не можете таа ниту да ја превземете, ниту пак да ги нападнете со истата, од друга страна вие буквално вели 90% од комуникацијата во движењето на Хезболах е преку фиксни линии. Автоматски вие не сте направиле никаква штета освен на одредена количина на борци кои што ги носеле тие пејџери во тој момент. the ICOM is more or less the same. The only difference is ICOM can contain a larger quantity of explosive, creating more damage, but Hezbollah by that time immediately got rid of these ICOM, and this is why the number of fatality was reduced. So Вели, веднаш откако дознале дека се случува со пејџерите, имало и поголеми направи кои што ги користеле очигледно за комуникација помеѓу себе си, така наречени ICOM, кои што вели веднаш се елиминирани, затоа дури не ги испаднале на вестите очигледно, и откако се елиминирани е намален така речено штетата и нели она цивилните жртви кои што ги има практично во оваа ситуација Хезболах од оваа ситуација, од нели самиот напад. For the communication system, we've seen that Hezbollah is still operational. For the last 10 days, immediately after the sabotage that took place, nothing has affected the central command and control. However, Вели, гледаме дека и 10 дена после нападот, Хезболах е целосно функционален. Вика, воопште не беше запрена никаква комуникација, ниту функционирање помеѓу, нели, самиот фронт и нивното главно раководство, односно нели сега како што го нарекува он таму, односно лидерите на Хезболах. the attack on Dahi, killing Ibrahim Akil, the head of the Ridwan forces, was different, not because the elimination of several commanders. The Ridwan forces, the special forces, have not been and are not engaged in the battle for the last 11 months. Only the missile unit, the short, medium, and long-range missiles, units that have been engaged and still engaged until today in the battle. The special forces did not went into a cross-border attack. Therefore, nothing has changed, even if the hit was major. But Вели, иако удираат по одредени командери, како што веќе кажа, нели, елиминирањето на практично вториот по големина во Хезболах, вели, они вика моментално вика немаат буквално никаков ефект направено врз трупите на Хезболах. Вели зошто? Затоа што моментално во овој дел од ескалацијата само оние трупи кои што се, како што кажа и он самиот юнити, односно како би кажал, тоа е мала групација на луѓе кои што се буквално ракетни юнити, како што они ги нарекуваат. Односно тоа се специјалци кои што доаѓаат, монтираат, ланцираат ракета и се повлекуваат. Се разбираме? Значи само врз истите е направена одредена штета. Но вели, специјалните сили на Хезболах кои што се направени за hand-to-hand combat, се разбираме, оние трупи кои што се направени за потенцијално да го одбранат Либан од ефективна копнена инвазија, вика воопште не се ниту влезени вика во конфликтот. Они се буквално на страна во одредени бункери и се уште, значи не се ефективни, значи не се вклучени во самиот конфликт. Така да се тоа што ние го слушаме од Израел како уништил, не знам колку, сега ќе слушате и сам ќе каже, значи ништо не уништил. Уништил 3 гаражи со 2 проектила. that has implemented a new doctrine. For Israel today, as we have seen the attack on Gobeiri just a few hours ago, it means that Israel has managed to impose a new equation. Any leader in Hezbollah, wherever he is, in Beirut, in the suburb of Beirut, in the Bekaa, in the north, is going to be assassinated. Вели моментално, новата стратегија на Израел е токму тоа, да се на некој начин
се изврши атентат на што може повеќе лидери на Хезболах. Тоа е оно што моментално го гледаме. Една зграда за еден човек. Воопште не име гајле, се разбираме, со цел да направат едноставно намалување на ефикасноста на оваа група. That is the new formula that the Israelis have introduced in this war. And Now, at the moment- Elijah, quickly, in terms of what Hezbollah is firing into Israel, most of it seems to be being intercepted. Does Hezbollah, in your estimation, have much more in its arsenal it could use? Сега ова е битното прашање што ви алудирав што самиот почеток. Вели, дали на вистина вика на арсеналот на Хезболах има направено некаква штета како што тврдат нормално израелците? That's only the beginning, because in 2006 we've seen Dan Halos, the Israeli chief of staff, and Amir Perez, his defense minister, saying that they have destroyed all Hezbollah's capability in the first 13 days. And Вели, ова е само почетокот, вика, исто како во 2006 година кога тогашните челници на Израел тврдеа дека за 13 дена успеале да ги уништат сите, вика, значи се што поседува Хезболах успеале да уништат за 13 дена. Perez, the defense minister, prepared the jail for Nasrallah. Now we have even worse. From day one, Yoav Gallant, the defense minister, said that Hezbollah was brought back to 20 years. Now what we have Вели, истото моментално, истата реторика ја гледаме и сега, вика, кога испајаат овој што е Циганов, министер за одбрана на нивни, што вели дека ги вратиле, вика, Хезболах назад 20 години. Значи, не гледајте што ви кажуваат. Гледајте што реално се случува според тоа како моментално се движат работите. Зошто? Ако не успеале да ги вратат 20 години назад, моментално Хезболах и Либан, па до сега веќе ќе направи копнена офанзива. Така, значи вие ако сте ги уништиле нивните способности, војска, проектили и се, што ве спречува да окупирате? Кога знаеме дека сигурно би окупирале ако им е тоа овозможено, така? seen, according to the available information, Israel managed to destroy a large number of warehouses that are above the ground. Everything that is under the ground is still intact. The long-range missile, the mid-range missiles are in caves, in mountains, in very fortified positions, and they have not started and will not start until the Israeli... Вели, тоа што успеале да го уништат се вика голема количина на магацини, вика на проектили и муниција на дворе, значи зборуваме на површината. Додека се што е вредно како средни и долги, да речем, проектили со среден и долг домет, се наоѓаат во пештери, се наоѓаат во подземни тунели, каде што не можат да достигнат ништо од моменталните оружја кои што ги поседува Израел. И вели, нема да почнат exhaust all the targets and a bunch of objectives, and Hezbollah needs an introduction to bring back the morale to its people, because it is part of the Lebanese population, it is part of the government and the parliament, and needs to talk to the Lebanese population that is representing them and those who have been forced to be displaced, by showing that Israel will feel the pain. Okay. Вели, моментално вика, сето тоа што го гледате, чекаат. Значи чекаат да дојде стратешки момент во кој што сите овие кои што сега се моментално и да речем усмртени од нападите од Израел и кои што се натерани да избегаат на северниот дел во Либан од нападите на Израел, вели, Хезболах не е терористичка организација во Либан. Хезболах е дебело во општеството во Либан. Либан е Хезболах, се разбираме. Значи они се и политичка партија, секојдневните жители од Либан се во Хезболах. Значи тоа се либанци. Тоа не се талибанци од Афганистан, тоа се либанци, се разбираме. Што значи вика во моментот кога ќе треба конечно да испаднат надвор и да покажат на либанскиот народ дека и Израел може да го добие тоа што го прави на Либан, ќе го направат тоа, односно чекаат само стратешки момент кога сите овие работи кои што Израел не може да ги допре, да ги искористат против Израел. Сега, како тоа ќе изгледа понатаму останува да видиме, но еве ви, значи соодветно мислење од воен во оваа ситуација од воен аналитичар кој што ви кажува дека не е така како што израелците и западот Кења. Така. Сега, нормално Мурика како нели главен спонзор на овие глупости, заедно со нејзините
allies, односно сојузници, знаеме кои се тие, сите кои што им го дудаат на американците, предлагаат 21 ден примири. Значи ова доаѓа на 25 септември, веднаш после оној напад каде што буквално Израел уби повеќе од 500 луѓе во Либан и само на Израел тоа му е дозволено. Израел вика не фала. Значи испаѓа Нетањаху и вика не фала, значи моментално нема потреба, ние ќе си продолжиме со убивање. Значи само на еден народ тоа му е дозволено. Значи еве ви прост пример. Дали во Украина смее такво нешто да направи Зеленски? Не, затоа што е марионета. Овдека ви покажува дека цела Америка е марионета на Израел. Се разбираме, апла. Значи се гледа кој е газдата, а кој е кучето во оваа ситуација. Со тоа што Нетањаху вика, ма какво примире? Не си продолжуваме ние со убивање, тоа е тоа. Сега, прво една работа која што мора да разбереме. Постојат две причини поради кои што оваа војна ќе продолжи. Првата причина е тоа што Нетањаху ќе оди право во затвор кога ова ќе заврши. Порано или подоцна. Ако се сеќавате, јас ви кажав, значи ова го зборував многу пати сум го повторил, ќе го повторам уште еднаш. Нетањаху моментално ќе ви покажам точно да видите што станува збор, ќе оди директно во затвор ако оваа војна заврши. Што ви реков јас? Дека Нетањаху ќе направи се што може оваа војна да се прошири само за да остане на претседателска фотелја, затоа што се додека е на претседателска фотелја, истиот нема да одговара за многу случаи кои што се против него. И во исто време, да не забораваме дека само на Израел му е дозволено да не одговара на никакви повици на Обединетите нации. Вели, ова е Гутерес, Антонио Гутерес, кој што е претседател на Обединетите нации или како сакате, е претседател на Обединетите нации, така. Вели, Нетањаху не му одговара на повици уште од 7 октомври. Значи само на Израел му е во дозволено, на никој друг. Буквално прави што сака, воопште не се ни замара што вие мислите. Ама они гласале таму нешто пред некој ден да на израелската војска да се повлекла од Палестина. Вака им прави лайк и си продолжува со бомбардирање. И сега, значи да мислите, вие не одговарате на никого на Америка и кажувате што ќе биде, не Америка вас. И чисто да видите, значи самите израелци ќе го стават Нетањаху во затвор. Вели, и покрај тоа што моментално има војна, судот наредил дека Нетањаху мора да даде своја изјава во однос на процесот за корупција кој што се води против него поради последниот мандат пред 4 години. Со тоа што очигледно вика до декември треба да даде изјава, дали ќе даде останува да видиме, нешто ми кажува дека нема да даде, но како и да е, само да ви покажам дека значи ова е човек кој што прави се што може, него не му е проблем колку илјадници луѓе ќе умрат, само за да не оди во затвор. Во исто време, да не забораваме дека Нетањаху исто така е директно одговорен за 7 октомври. Односно се верува дека истражувањето кое што ќе се направи за да се открие што се случувало на 7 октомври, ќе покаже многу работи за тоа дека Нетањаху е директно инволвиран во овој напад со цел да се иницира оваа војна. Од друга страна, овдека постои уште една доктрина која што се нарекува израелска доктрина на Ханибал. Каде што вели, значи верувале или не, ова е вистина. На Израел му одговара да има мртви војници повеќе отколку да има киднапирани војници од страна на Хамас, Хезболах и така натаму. Оваа доктрина Ханибал значи дека ако знаат каде е локацијата на киднапирани цивили или војници, е подобро да ги убијат, без разлика дали е тоа со воздушен напад, дали е тоа со било каков тип на... Значи, подобро е да ги убие самата израелска армија, отколку да преговара за нив. Затоа што гледаме дека Израел ни по точен разум нема намера да преговара. Од друга страна, кога преговара, они за тројца израелци мораат да ослободат цел еден затвор палестинци. Таков тип на преговарање моментално се одвива и тоа десетици години на нас, се разбираме. Што значи дека сето тоа ќе биде докажано, исто како и тоа дека постојат докази дека хеликоптери на израелската армија директно беа убијци на сите оние цивили кои што се убиени за време на фестивалот кој што беше така речено нападнат од Хамас, а не од Хамас. Затоа што Хамас во оваа ситуација нема потреба да ги запали 300 автомобили кои што се наоѓале на тој фестивал. Но израелската армија има со истата оваа доктрина на Ханибал. Проверете, запишете на Google Hannibal Doctrine Израел и ќе видите што станува збор. Ова не е нешто што јас го измислувам, ова е нешто што дебело е докажано до сега во историјата и сега истото моментално се случува. Сега, исто така да не забораваме дека уште од 5 септември постои налог за апсење на Нетањаху. Овој налог за апсење на Нетањаху нема да дојде во сила се додека Нетањаху е на власт и постои цела една армија во Израел која што го брани,
Да не забораваме со нивното кутренце на другата страна од барата, кое што се нарекува Мурика, која што исто така го брани како знае и умее. Тоа ви покажува дека ама буквално се од джебот на евреите. Ама буквално се од джебот на евреите. Тоа е значи катастрофално. Најголемата сила на светот како кутренце вака и вика. Ајде коската ја фрлаш и они трчаат. Ете така. Сега доаѓаме до еден многу битен дел, а тоа е дека се спрема копнена офанзива на Либан. Сега доаѓаме до втората причина зашто оваа војна нема да запре. И на тие кутренца во Америка ова им одговара. Нив им треба војна каде што потенцијално, нели во нивните влажни соништа, би го поразиле Иран. Исто како што очекуваат дека со војната во Украина ќе ја натераат Русија не само да капитулира, туку да има граѓанска војна, да се распадне и потоа да може да ја расцепкаат. Значи, европски политичари јавно зборуваат за ова дека нивното очекување од оваа војна е пат на Путин, цивилна војна во која што Западот ќе подели Русија на мали земји кои што потоа ќе можат да бидат контролирани. Значи ова истото го сонувал и Наполеон, влажни соништа, и Хитлер, и Бајден и така натаму останати фаци, вклучувајќи и Турската империја. Не знам колку фаци сонувале дека ќе распарчат Русија. Еве Русија појака од било кога. Истата ситуација и со Иран моментално. Нив Иран име трн во око затоа што Иран моментално е глобална сила која што е поддржана директно од Кина и Русија. Оваа алијанса нив не им одговара. И затоа моментално нападот врз Либан е само провокација за Иран да влезе во оваа војна. Нема причина Израел и понатаму да продолжи да бомбардира шатори во Палестина. Значи нема никаков веќе немате што да бомбардирате. Газа е буквално рамна како тепсија, срамнета е со земја. Они моментално бомбардираат шатори. Значи шатори, погледнете на Ал Джазира, ќе видите, еве пак ќе ви кажам, не ви покажувам за да не ви се гади. Шатори бомбардираат на палестинци, се разбираме. Во оваа ситуација моментално се спрема копнена офанзива под изговор дека они влегуваат во Либан со цел да го поразат Хезболах и да направат тампон зона до онаа река која што е на средината на Либан, каде што ќе може да ги вратат своите цивили, кои што нели ги враќаат окупаторите во окупираната палестинска територија на северот од Израел и нели истите да можат да живеат во мир, според тоа што го зборуваат израелците, а да не заборавиме дека Хезболах уште од 7 октомври, значи Хезболах се уклучи во овој конфликт на 8 октомври, еден ден после нападот на Хамас. Кажува, доколку престанете со воена агресија врз палестинците Газа и Западниот брег, ние веднаш ќе престанеме со бомбардирање на Северен Израел. Така да ова се само изговори, каде што они понатаму продолжуваат со убивање на палестинци на дневна база, со нивно изгладнување и така натаму, и дополнително сега го напаѓаат и Либан. Сите се криви, само Израел не е, се разбираме? Сега, значи оваа копнена инвазија не е прв пат, ова ќе биде трети или четврт пат во кој што вие практично имате израелска војска која што се обидува да го победи Хезболах во Либан. Погодете што никогаш не го победила и секогаш после секоја од овие војни Хезболах бил појак. Со тоа што во првите два пати не бил Хезболах, биле палестински и либански обединети војници, како од PLO, така од останати организации кои што постоеле за ослободување на Палестина нормално, а сега веќе е официјално Хезболах под директна заштита на Иран. Со тоа што не е еден, значи ова се три различни медиуми, ABC News, прозападен медиум, CNN исто така, прозападен медиум, BBC, нели, Мала Британија, прозападен медиум, сите најавуваат копнена офанзива. Значи неминовно е, само прашање на време кога ќе се случи. Затоа и понатаму ги чувам овие 3%, затоа што јас гледам голема шанса ова да се случи. Уште еднаш, ние зборуваме за овој конфликт долго време, се разбираме. Значи овој конфликт ние го објаснуваме веќе со месеци наназад. Со тоа што јас постојано го кажувам истото. Провокацијата на Иран да влезе во овој конфликт е главниот Black Swan настан за кој што јас сум загрижен и затоа чувам одредена количина на стейблкоини на страна. Со тоа што, освен тоа што спрема напад на Иран, на Либан. Значи ние имаме јасна реторика. Ова е пред само еден ден од министерот за надворешни работи на Иран, дека Иран нема да седи на страна доколку има копнена офанзива во Либан. Значи постојат провокации кои што ги гледаме моментално од Израел кон сите. Бомбардираат во Сирија, бомбардираат во Ирак, бомбардираат во Техеран, бомбардираат во Либан, за Газа веќе да не ни зборувам. Значи доаѓа момент каде што веќе сето ова нема каде да оди освен да ескалира на многу повисоко ниво. Слушайте што има да каже министерот за надворешни работи на Иран пред само еден ден.
as a rogue, aggressive regime has crossed all red lines. For this terrorist regime, international law, human rights, and peace mean nothing. Israel's ultimate sinister intention is to set the whole region into fire. Тоа што и јас го постојано кажувам. Така, значи вели, буквално никакви правила не важат за Израел, вика ги премина сите црвени линии, целиот свет си мижи како и секогаш, да не забораваме дека и арапската заедница исто така си мижи, а во исто време вели вика се обидуваат да го втурнат целиот регион во војна, затоа што знаат дека муриканчињата ќе дојдат како добри кутренца на нивна страна, затоа што знаат дека тука ќе следат и Франција, и Германија, и Англија и така натаму, и они мислат дека се тоа ќе се заврши како кога тоа го направија врз Ирак. Тоа што не го гледаат моментално е дека овдека не е само Либан, не е само Палестина. Овдека се еден куп други, а тоа цело време го зборам, и они не се свесни каде се тоа води, не може да ги разберам. Do not mistake. Нема потреба да слушаме, значи не слушаме, нема потреба. In Red lines. Israel has crossed all red lines. if someone knows Доста. Let me be frank, the region is on the brink of a full-scale catastrophe. If unchecked, the world will face catastrophic consequences unlike anything before. our position Значи, самиот предупредува дека на вистина се наоѓаме на граница кон целоса катастрофа. Ова нема да биде само на овие две граници, тоа се обидам цело време да го објаснам. Ова ќе биде цела регионална војна, затоа што не заборавајте дека и Израел моментално и Мурика имаат кого да присилат на нивна страна. Тука е уште поголем проблемот. Значи, потенцијално претпоставувам ќе пробаат да присилат Саудиска Арабија да биде на страната на Израел. Не знам, Џордан да биде на страната на Израел. Значи, ова се тешки последици, верувајте ми. regarding which in their own country To halt Israel's war and enforce an immediate ceasefire, and by that to save innocent lives. If not, the region risks full-scale conflict, and history will hold Israel's enablers, especially the United States, responsible. Значи го повикува Советот за безбедност, овие 5 членки, да реагираат и веднаш да го спречат ова, затоа што навистина имаат право да го спречат, но нормално овдека е Мурика секогаш да стави вето на било какво резолуција или решение кои што ќе ги донесат овие 5 врвни, да речем, велесили во светот. Така, значи, да бидеме јасни, тоа нема да се случи се додека Мурика е дел од овој Совет за безбедност, но нели повикува на одговорност. we are at the Нема потреба ти да зборуваш, дечко. Iran stands firmly with the government and the people of Lebanon. Iran has already shown tremendous patience and restraint for the sake of regional peace and stability. Iran firmly upholds its inherent right to defend its vital interests. Значи, самиот кажува дека се позади луѓето и во Палестина и во Либан и дека досега имале крајно големо разбирање и трпение за сето оно што моментално се случува. Се разбираме? Значи, во оваа ситуација, како да ви објаснам, значи, го убија Ханија, лидерот на Хамас, во сред Техеран. Еден од пеџерите експлодираше на амбасадорот на Иран во Либија. И се уште не вратиле. И Израел и понатаму продолжува се ескалација. Наместо да смири работата во Палестина, они го напаѓаат Либан. Значи, како да ви објаснам, до каде се тоа треба да оди пред конечно да се реагира? One not remain indifferent in case of a full-scale war in Lebanon. We stand with the people of Lebanon with all means. if someone Ова е проблемот. Вели, нема да стоиме на страна доколку Израел влезе во Либан со копнена офанзива. Тука е најголемиот проблем. И верувам дека тоа е картата на која што моментално Израел игра. Со тоа што муриканците како добри кутриња веднаш праќаат дополнителни трупи на Блискиот Исток во поддршка, значи 24 септември, уште пред да се случи првиот напад на Израел, они веќе пратиле војска за секој случај. Се бива, може ќе притреба на израелците да им се помага, така. Во исто време не заборавајте дека овие кои што се моментално парамилитарни организации во Ирак, Сирија и Јемен сигурно ќе бидат на страната на Либан, на Палестина и на Иран.
23 септември, дронови од Ирак летаат и се обидуваат да нападат една од базите во Израел. Потоа, 26 септември, во текот на вчерашниот ден, од Иран, повторно во Ирак, милиција напаѓа со дронови база во Израел. Ова не е случајно сега и ова ќе ескалира уште многу повеќе. Дополнително, еве и самите западни медиуми отворено зборуваат дека ова ескалација, посебно врз Хезболах и Либан, може да доведат до директна ескалација кон Иран, а знаеме дека потенцијално прва мета, ако се случи војна помеѓу Израел и Иран, ќе бидат нуклеарните можности на Иран. Значи да бидеме јасни, тоа е сигурно првата мета која што ќе биде нападнета, тоа е веќе катастрофа за која што не можеме и да почнеме да зборуваме. Во исто време, ова е пред само денес, замислете ова сабајле, денес во 6 часот. Значи Јемен лансира проектил кој што успеале да го соборат во средината на Израел, замислете. Значи сите овие нема сигурно да престанат, се разбираме, само ќе се зголеми, сите овие земји ќе влезат во конфликтот и тоа со се што имаат, тука е најголемиот проблем. И сега, еве го уште еднаш, значи ова не е од сега. Гледаме дека западните медиуми постојано кажуваат истото. Регионална војна против Иран, тоа е главната цел. И постојано тоа што ни го зборуваме. Каде е овдека проблемот? Ваква ескалација, затоа ја велам. Значи, многу лесно може се тоа да ескалира. Копнена офанзива од Израел врз Либан, веднаш ќе го вмеша Иран во целата оваа приказна. Автоматски, доколку Израел нападне било која локација во Иран, јас верувам дека Иран веднаш ќе ги активира овие мерки на затварање на Strait of Hormuz, односно тесенот Хормуз и Баб ел Мандеб, кој што е под контрола на хутите, кој што се под контрола на Иран. И автоматски ќе направи нафтен шок во светот со цел да го присили светот да застране на страната на Иран и да го запре Израел, се разбираме. Значи ова е една од најлесните мерки кои што Иран може да ги направи со цел да направи економска катастрофа во светот и да го принуди светот да бара од Израел веднаш ова да биде решено. И верувам дека ќе го направи тоа. Многу пати сме зборувале, значи повторно ќе го кажем истото. Околу 30 до 40% од вкупното производство на нафта доаѓа од овој регион, заедно со 30 до 40% на извоз на нафта во целиот свет. И овдека имаме дополнителни 10 до 20% нафта која што поминува преку овој тесенец за да помине преку Суетскиот канал. Автоматски, вие повеќе од половина од производството на нафта во светот сте го блокирале со блокирање на овие два тесенци кои што се под директна контрола на Иран. Вие ќе направите нафтен шок до сега така речено невиден во светот. Каде што цената на нафтата ќе експлодира, цената на доларот ќе експлодира затоа што и понатаму 4/5 од трансакциите на нафта се во долар, автоматски предизвикувате нафтен шок кој што ќе предизвика се останато да почне да губи на вредност, затоа што цената на нафтата и доларот се толку високи. И во исто време да не заборавиме. Ви се допаѓа вас или не овој портокалов орангутан, он е на страната на Израел. Значи нема никогаш во историјата на Америка од сега па надалje да има председател кој што не го поддржува Израел. Да ви биде јасно. Значи без разлика какви говори, нема ни по точка рад, значи нема шанси. Тоа Камала што се занесува и зборува за некакви си примирија во Газа, тоа е само фиктивна приказна која што треба да ги смири домашните да речем поддржувачи на Палестина кои што протестираат и така натаму, додека во исто време го наоружува Израел и понатаму продолжуваат да убиваат жени и деца, така. И овдека, значи сега веќе доаѓаме до надпревар. Значи многу е битно да знаеме затоа што претседателските избори се наскоро, значи доаѓаме до надпревар помеѓу овие два кандидати кој повеќе го има лижено анусот на Израел до тој степен. When I'm back in the Oval Office, I will support Israel's right to win its war on terror. They have to have a right to win the war. Вика, кога ќе се вратам во канцеларија, вика, ќе го поддржам правото на Израел, вика, да победат во војната против тероризмот. Значи, сега палестинците кои што се избркани од својата територија секој ден бомбардирани и мачени, терористи. Thank you. And I will give Israel the support that it needs to win, but I do want them to win fast. Wouldn't it be nice if they could win fast? Во превод, сакам да им помогнам да победат што може побрзо. Во превод ќе истуриме колку треба оружје само да победате муавето. Така. Со тоа што не само што ќе им помогнел да победат таму, туку и дома треба да победат. Вика, ќе ги уништам, вика, сите пропалестински протести и ќе ги депортирам оние кои што протестираат. Демокраци, брудерхуд.
Така демократија бива. Вие за Палестина ке... Не, демократија одговара на Западот само ако протестирате за они кои што они ги поддржуваат. Во спротивна демократија ќе си барате во Палестина. Се разбираме? И да не забораваме, како што веќе кажувам, че моментално е надпревар за тоа кој повеќе има сисано израелски. Се разбираме? Погледнете. Трамп вели Камала Харис го мрази Израел. И повикува на крај на војната во Газа. Значи, гледате сега, ако вие повикувате на крај на војната во Газа, значи вие го мразите Израел. Тоа што умираат деца и жени, тоа не е битно. Битно е дека го мразите Израел. Со тоа што да не забораваме дека и оваа гускава што јаде гомна дека барала мир во Газа, глупости. Вели, Харис ја одбива, да речам, поддршката за воено ембарго на Израел, односно ембарго на оружје на Израел. Чекај, ако сакаш мир во Газа, тоа е начинот. Престанете да им давате тон пари и верувате ли не ќе престанат. Нема да имаат бомби да фрлаат, така. Но, еве, чисто да знаете, кој ќе ви каже она дека била про Газа, еве, да знаете како тоа изгледа. Сега ова е се што имаме да кажеме околу овој конфликт, мислам дека е повеќе од јасно, но мораме да ги спомнеме овие ескалирачки ствари кои што моментално ги гледаме, со цел да ви стане јасно што се случува на Блискиот Исток и зошто и понатаму чувам 3% од моето портфолио за потенцијална ескалација. Сега ќе се префрлиме на рускиот конфликт, каде што ќе поразговараме во однос на се она што се случува во последните неколку денови, од последниот пат кога имавме видео за геополитика и крипто, за да видиме како овдека, како да ви кажам, овдека веќе не се ни зборува за економија, овдека се зборува за потенцијална нуклеарна војна. Значи, светот моментално е отиден целосно надвор од памет. Значи, комплетно. Со тоа што моментално дојдеме во ситуација каде што веќе реториката за нуклеарна војна стана секојдневна полемика во вести. Политичарите моментално тоа го зборуваат како да станува збор за нови санкции во Русија. Сосема нормално ако паднат нуклеарки негде. Че може да замислите до кој степен ние сме си дозволиле ретардирани политичари да не водат. Замислете. Ова е министерот за надворешни работи на Унгарија, кој што моментално многу јасно и гласно ќе каже кои се резултатите од досегашниот напор на Западот да ја победи Русија. Да видиме што ќе каже, затоа што не заборавајте дека Унгарија е дел од НАТО, Унгарија е дел од Европската унија, и да видиме што има да каже една од членките на овие сојузи за тоа што реално се случува, не тоа што сакаат вие да го гледате на вести. И тоа ова е во Обединетите нации, значи ова не го зборува он дома на некоја локална телевизија, ова го зборува во Обединетите нации. And I think that after almost 1,000 days, this is high time to make an honest stock taking and to analyze what has worked out and what has not worked out, what international community or Europe has made as a reaction to the war. And if you are... Вели, после 1000 дена, односно 3 години војна, време е, вика, да размислиме и да анализираме од сето она што го направила интернационалната заедница. Знаете која е интернационалната заедница, тоа се Америка, Канада, Европа, Јапонија, Австралија и Мала Британија. Тоа е. Значи другите не се ни битни, битно е што они направили и Европска унија вели да видиме што успеало од сето ова што било превземено од оваа глобална заедница, а што не успеало. Honest to ourselves, we have to say that practically nothing has worked out what international community and Europe has done as a reaction to this war. И вика, ако бидеме, вика, искрени кон самите себе си, вика, можеме да утврдиме дека ништо не успеало од тоа што го превземала Европската унија и интернационалната заедница, вика, во оваа војна. Чекај, како смее вакво нешто да каже? Па ти си бе русофоб, се извини, русофил, ма сигурно е платен од Путин, 100%. Nothing has worked out what was based on an assumption that there might be a solution at the battlefield. We have to raise the question honestly whether weapon deliveries have made any sense. Вика, ништо, вика, од тоа што беше превземено, вика, за да се доби решение на бојното поле, вика, не успеа. Значи, не можете да победите Русија во воено поле. Ало, морони! И вика, треба дури да се запрашуваме, вика, дали, вика, оружјето кое што го доставивме до Украина, вика, воопшто имаше смисла. And obviously they have made no sense. No sense because weapon deliveries have not changed the situation at the battlefield and they have not brought us closer to peace either. И вика, мораме да бидеме, вика, јасни и
искрени со самите себе си дека ништо од ова оружје што е донесено во Украина ниту го реши проблемот, ниту пак не доведе поблиску до потенцијален мир. Weapon deliveries have only increased the volume of weapons on both sides of the front line, causing more casualties and causing the prolongation of the war. And I do hope that those who are still thinking about delivering more weapons to Ukraine will consider this impact and this consequence as well. Вика, доставата на оружје, вика, во Украина, само ги зголеми, вика, количините на оружје на едната и на другата страна и ги зголеми жртвите поради количината на оружје. И вика, се надевам дека оние кои што размислуваат и понатаму да дадат оружје на едната страна, во оваа ситуација Украина, ќе размислат дали ова навистина има логика. And similarly, I hope that those who are supposed to make decisions whether the weapons delivered from the West would be allowed to be used against strategic depth in Russia will make a responsible decision. Because if Western weapons will be allowed to be targeted at strategic depth for Russia, that would cause a serious risk of escalation for sure. Вели. И се надевам дека сите оние на западот кои се одлучуваат дали да се дозволи на Украина да користи ваков тип на оружје со долг домет за да нападне стратешки цели во Русија, ќе размислат добро што прават и ќе донесат нели правилната одлука, затоа што во спротивно ќе дојдеме до сериозна ескалација. Сега. За да не биде дека јас сум ви рекол, да слушнеме од човекот директно. Значи, ова е од пред само еден ден, официјално, значи ова е решение на нивната дума и парламент дека се променува доктрината за користење на нуклеарно оружје, каде што нели да не е должен премногу, ќе слушнеме во само 2 минути што има да каже Путин во однос на користењето на нуклеарно оружје во променетиот план за одбрана на сопствената земја. В сегодняшней повестке дня у нас вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Наряду с военной доктриной это документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России. Прежде всего зафиксирован базовый принцип применения ядерного оружия, а именно использование ядерных сил – это крайняя мера защиты суверенитета страны. Вели, овој документ, ова нуклеарна доктрина е документ кој што дефинира каков тип на оружје и кога ќе биде применето, кога станува збор за заштита на државата, во оваа ситуација на Русија и нејзините сојузници во крајна мера. Значи ова е крајна мерка, се разбираме. Сега. Мы видим, что современная военно-политическая обстановка динамично меняется, и мы обязаны это учитывать. В том числе возникновение новых источников военных угроз и рисков для России и наших союзников. Обновленные редакции документа, агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Буквално на место, вели, со ваквата промена на документот, моментално, било кој напад врз Руската Федерација од земја која што нема нуклеарно оружје, а е поддржана на било каков начин од земја која што има нуклеарно оружје, ќе биде сметан како заеднички напад врз Русија од страна на овие две земји. Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имея в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные. Вели, оваа доктрина ќе биде разгледана веднаш кога границата на Русија или некој од нашите сојузници, во оваа ситуација станува збор за Белорусија, ќе биде помината од било каков тип на групен напад на авиони
проектили, дронови, хиперсонични проектили и било каков тип на други типови на воздухопловни оружје, се разбираме. Значи, веднаш ќе го земат во предвид нападот и доколку нели сметаат дека е потребно, веднаш ќе ја применат оваа доктрина на нуклеарен напад назад кон оној кој што ги напаѓа, кој што ја напаѓа нивната територија. Значи, замислете до каде оди светот моментално. Летательные аппараты. Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии, как участника союзного государства. С белорусской стороной, с президентом Беларуси все эти вопросы согласованы. И тоа овдека јасно кажува дека станува збор највеќе за самата Мурика и дека станува збор за заедничка одлука помеѓу Русија и Белорусија усогласена со председателот на Белорусија. В том числе, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету. Вели, и тоа е во случај кога, без разлика дали користат нуклеарно, обично конвенционално оружје кое што го користат со цел да извршат загрозување на суверенитетот на во оваа ситуација на Русија. Значи, не можам да ви објаснам колку е ова сериозно. Значи, не знам, Западов е целосно луд, значи луд, немам зборови. Што очекува они дека ќе се случи? Значи, ти ја пумпаш Украина со оружје и постојано им даваш се повеќе и повеќе, се поопасно и поопасно оружје. Што мислеа они дека ќе се случи, дека ќе победат? Значи, една работа која што на секого светов мора да му биде јасна. Никогаш не можете да победите нуклеарна сила во директна војна. Точка. Без разлика која е. Не можете да победите. Затоа што оваа земја е во состојба да уништи се, клучувајќи и себе си, за да не изгуби. Дали ви е јасно? Доаѓате во ситуација каде што предизвикувате нуклеарна сила, да нема друга опција освен да се брани нуклеарно. Вие треба да сте луд. Значи, јас последниот пат, ако не сте го погледнали видео за геополитика, погледнете го, да видите кои се последиците од нуклеарна војна. Нема победник. Дали ви е јасно? Значи, не можам да разберам, западниве сили се ретардирани, целосно ретардирани. Они да не мислат дека ќе преживеат нуклеарна војна. Како и да е. Сега да се вратиме на каков е ефектот врз одредени земји во однос на нивната поддршка на Украина. Со тоа што пак овдека ја земам втората по големина сила која што и парично и воено помага на Украина. Да се потсетиме што зборуваа пред малку и да видиме што се случува моментално во Швабистан. I give the promise as a politician and to people in Ukraine, we stand with you, no matter what my German voters think. Ете така. Вика, јас кога сум дала ветување, значи не заборавајте, ова е до сега најретардираниот министер за надворешна политика на Германија во историјата. Значи без никакви, нема конкуренција. Значи нацистите не можеле вода да и носат. Тетката официјално објави војна на Русија, кога кажа дека Германија ја напаѓа Русија преку Украина, тоа беше пред само една година. Значи, пазете, ова е министер за надворешни работи. Па само шиптариве што не представуваат нас како министри за надворешни работи може да бидат полоши од оваа ретардиранава. Значи вика, јас вика ако сум ветила поддршка на Украина, вика не ме интересира што мислат вика моите гласачи. Па супер. Супер кога тие што те гласаат, не е битно што мислат, битно е ти што мислиш и што ти сакаш да направиш за Украина. Одлично. Убаво е да знаат. Не заборавајте, ова е првата изјава и втората изјава во јули 2024 година од внукот на Хитлер. Значи слушайте што има да каже во јули и да видиме што кажал 2 месеци подоцна пред само еден ден. You and others resisted language in the communique to extend Ukraine an invitation to join NATO. Can you explain to us why that was? Are you worried that that would send Russia a signal of some kind of escalation? No, it's not about this. We are supporting Ukraine. As you know, Germany is the second biggest donor of also military support to Ukraine after the United States. And we will continue to be strong in our support for Ukraine. Ете така, значи ја поддржуваме и ќе продолжиме да поддржуваме, вика ние сме вторите најголеми вика донатори на оружје вика на Украина. Точно. Еве. Институт за светска економија многу јасно од Киел, од Германија, го потврдува ова, погледнете и сами, во однос на поддршката од 24 јануари до 30 јуни 2024 година. Официјално, ако не ги зимаме Европската унија, следна е Германија, која што досега донирала 10 милиарди долари во воена техника. Значи 50 Мурика, 10 Германија. Така, сега. Затоа што се многу паметни швабиве, а дома
моментално, пошто нели не сака тоа што го прават да се продолжи да се прави, значи моментално германскиот народ го изразува ова како конфликт на сопствена територија со тоа што ги поддржува АФД. АФД значи е партија која што е директен наследник на нацистичката партија во Германија. Значи дали ви е јасно во кој праве се движи се тоа? Со тоа што сега верувале или не, АФД, Alternative für Deutschland, е партијата која што промовира мир. Значи, со тоа што ако се сеќавате имаше една, ви го пуштив ова видео порано, еден представник на АФД излегува во Бундестагот и вели вака. Вика, знаете што? Вика, сега моментално гледам, вика, сите сте возбудени дека германски тенкови се бореле со русите. Вика, вашите дедовци во германски тенкови се бореа во русите, за на крај руски тенкови да одат по главните улици во Берлин. Вика, пак го сакате истото? Очигледно го сакате истото. Тоа што АФД моментално, крајно, значи зборуваме нацистичко десничарска партија, така, која што ни по точка разно не би размислил некој во Германија да ја поддржува, моментално победува каде ќе стигне. Значи, АФД пред 4 години, пред сето ова да се случи, беше 10-та партија по големина. АФД е втора партија по големина. Тоа што јас го зборувам последните 2 години дека се случи, моментално го гледаме. Без разлика дали се тоа Лепен и незината партија во Франција, дали се тоа овие десничари, како се викаше, не знам, дечкото од Италија. Значи, сите овие десничарски партии победуваат врз истата реторика. Запретеа војната со Русија. И они не го слушаат тоа. И сега најдна што се случи? Едвај победија СПД, едвај. Значи, гледайте, вели историска победа на крајната десница на АФД во Германија. Од друга страна, слушате ова, вели, од Втора светска војна, вика, оваа партија не успеа да добие толку голема поддршка како што тоа го доби сега. Зошто чудно од Втора светска војна? Кој владееше во Втора светска војна со Швабистан? Значи, АФД, која што е наследник на нацистичката партија на Германија, на социјал-националистичката партија на Германија, моментално за прв пат победува во Германија и тоа, пазите, оваа партија повикува на мир, со тоа што вика, одвај успеале да победат СПД и да задржат својата семафор влада, како што ја нарекуваат, со тоа што во оваа ситуација, значи, наеднаш на 9 септември, откако сето ова се случува и гледа што моментално се случува во... Значи, 27 јули, 9 септември. Еден месец, така? German Chancellor Olaf Scholz has called... Само да го најдеме право, да не должиме премногу. Ева. Have led many voters to demand tighter rules on immigration. Others oppose German military support for Ukraine. I believe now is the time to discuss how we can get out of this war and move towards peace more quickly than currently seems possible. Чекай, зошто полека стои? Пред еден месец викаш дека ќе ја поддржиш Украина и далje. Што стана работа? Зошто во мир? Па нели ти викаше дека еве како викава гускава твоја. Што вика? I give the promise as a politician and to people in Ukraine, we stand with you, no matter what my German voters think. Не може да разберам зошто најнаш се смени мислењето. Оти ќе те кикнат од фотелја за тоа ли бе, брат? И наеднаш втората сила по големина која што нуди воена поддршка на Украина се промени работа, Сакате мир сега, така? Вика, што може побрзо мир? Чекай, зошто бе, брат? Не разбирам. Што се смени? Дома да не сакаат германци е веќе војна со Русија. Зошто бе, брат? Да не победува Русија, за тоа да не е случајно. Не верувам дека ќе беше вакво мислење на германскиот народ ако Германија и поддршката во Украина има ефект и Украина победуваше моментално, Значи Русија победува, и се сакате мир, така? Па ако следи Германија како најголема економија во Европа да бара мир, погодите што ќе се случи со останатите. Додека нормално како и секогаш муриканците се секогаш на страната на мирот, со тоа што продолжуваат да го поддржуваат мирот, на 26 септември најавиле нов пакет со 375 милиони долари воена помош на Украина. Кој ако не добронамерените и мирните американци, така? Со тоа што вели. Сега моментално, не само што Европскиот парламент форсира да се дозволи користење на долгометни проектили за напад во Русија, што видовме како ќе заврши од најавата и промената на доктрината на нуклеарно оружје на Русија,
Сега имаме нова информација во која што вели Блинкен дава знаци дека Америка наскоро ќе ги трне рестрикциите на Украина за користење на долгометни или како сакате проектили за удар во Русија. Мислам, подобар потек здрави. Ова што го гледам моментално ми дава до знаење две работи. Првата е дека американците знаеме дека се комплетно луди, верувам дека тоа ви е јасно и вас, значи моменталното лудило на империјата која што пропаѓа доаѓа до тој степен каде што се спремни да направат светска војна само за да не го изгубат приматот во светот, затоа што се гледа дека секаде каде што моментално е Америка губи. Секаде. Без разлика дали е Израел, без разлика дали е Украина. Ако мислите дека Америка со Израел победува, не знам како да ви објаснам. Значи вие навистина не се разбирате во геополитика и во, значи не е сега овде дека јас ова го тврдам затоа што ги мразам американците. Значи еве да земеме најосновната работа. Америка со ваквото поддржување на Украина и на Израел предизвика забрзување на обединувањето на се што е против Америка. Нешто што беше незамисливо пред само 5-6 години. Сега имате директна поддршка од Америка, од Русија и Кина на Иран. Нешто што претходно не било замисливо. Се разбираме? Со тоа што сега дополнително да не забораваме дека имаме обединување на овој глобален југ, кое што е кулминирано во овој БРИКС самит кој што очекуваме да започне буквално во наредните 4 дена. Ова е само обид да се спречи таквото обединување, што значи дека уште еднаш, знаете како она што го нарекуваат во римското право или во римската историја, колку империјата е поблиску до незиното распаѓање, толку незините закони се полуди, па еве овде као ова е врв на лудост, на вие да и дозволите на Украина вакво нешто да направи и да предизвика нуклеарна војна. Значи, до тука сме стигнати, така, само за да нема обединување на југот и Америка да не го изгуби својот примат. Значи, ова е комплетна лудост. Еве, значи, сега веќе нема ни поента да разговараме за пазари, значи нема пазари екипа ако има нуклеарна војна. Значи нема, како да ви објаснам. И еве во тоа што го спомнавме, значи веќе слушнавте каква е промената на доктрината на Кремљ, на Русија, баш во одговор на ова што моментално се случува. Сега овдека имаме една позитивна ствар која што ја немаме во израелската војна, а тоа е дека за разлика од израелската војна со се останато, во украинската војна еден од претседателските кандидати на Мурика, кој што има потенцијал да победи уште еден месец, се разбираме. Значи во ноември веќе се гласањата. Што значи дека тоа е тоа. Ако успеат сега да ескалираат оваа војна со Русија, како што се гледам дека се обидуваат да го направат тоа, затоа што ако ескалирате доволно војната, тогаш веќе не може ни Трамп да ја спречи. Но во спротивно на сето тоа, гледаме дека се уште постои шанса Трамп да биде изгласан и да ја заврши оваа војна. Значи погледнете, ова е пред само да видам кога беше точно овој артикл, значи 26 септември, во текот на вчерашниот ден. Вели, Трамп и понатаму дава многу јаки сигнали дека нема да ја продолжи поддршката за Украина доколку биде избран. Што значи дека ефективно таа војна е завршена. Вие имате Германија која што е втора сила која што нуди воена поддршка на Украина, се распаѓа политички во однос на нивната влада заради поддршката на Украина, изборува за мир. Ако дојде Трамп, таа војна е завршена. Дали се разбираме? Ова е крајно позитивен исход за нас. И се надевам дека ќе се случи. Значи повторно, не е битно како ќе заврши. За нас тоа воопште не е битно. Тоа што ние имаме лични преференции, тоа е друга работа. Не е битно како ќе заврши, битно е да заврши. Ова е масивна војна, која кога ќе заврши прво ќе ги ослободи логистичките спреги кои што досега постојат врз производството и транспорт на жито. Дополнително, потенцијално со време, нормално не веднаш, ќе го врати дотокот на газ во Европа кој што моментално ја осакати Европа. Вие дојдовте во ситуација каде што Volkswagen кој што никогаш ни на крај памет не помислил да ја напушти Германија, сега официјално најавува дека ќе ја напушти Германија. Volkswagen, па брат бе, германско ти е името ако ме разбираш. Значи не знам како да ти објаснам. Втора светска војна не ја напуштиле. Сега ја напуштаат Германија. Се разбираме? Оти нема ефект, оти санкциите функционираат, така. Затоа ви велам, битно е да се заврши оваа војна. И тоа ќе биде крајно позитивно за нас. Само нека се случи. Со тоа што повторно ќе напоменам дека Трамп е толку самоуверен дека ќе заврши оваа војна, вели дека во еден ден ќе ја заврши. Да бидеме јасни, овдека и представникот на Русија во Обединетите нации кажува дека тоа не е возможно. Како? Нормално, со оглед на фактот дека вие имате руска армија која е на средината на Украина. Нормално дека не е возможно, но е битно да има страна која што сака да разговара. Значи Украина е веќе никој ништо. Во нејзино име разговараат нејзините партнери, така, односно господари.
тука нема што да се разговара, се знае дека Америка е таа што ќе преговара за судбината на Украина. Украина веќе го изгуби своето право за жал да преговара за својата иднина. Сега веќе во рацете на Америка. И клучно е кој ќе биде на чело. Зошто? Затоа што еве го уште еднаш истиот момент. Значи пред само еден ден вели Зеленски и понатаму бара од Бајден и Харис да продолжат да ја поддржуваат оваа војна. И Харис тоа го гарантираше дека доколку биде избран за председател, поддршката за Украина ќе продолжи. Тоа не може да биде ништо позитивно, се разбираме. Посебно не за економските пазари, посебно не за крипто секторот. И за крај, како и секогаш, мораме да го спомнеме ова, затоа што е битно посебно сите наши нови членови, дека на врвот на нашиот канал, ова видео кое што гледате овдека е видеото кое што ќе ви даде патока за тоа што и каде може да најдете. Имаме повеќе од 1100 едукациони видеа, така да ова видео ќе ви помогне наједноставно да го најдете материјал кој што ви е потребен. Знаете дека материјата и понатаму ќе продолжи да биде бесплатна. Се што бараме од вас е лайк, шер, сабскрайб, комент. Тоа се најосновни работи кои што вас ви одземаат една секунда, а на нашиот канал му помагаат многу за да продолжи да расте. Така да ќе ве замолам, помогнете ни буквално со овие наједноставни операции да го направиме овој канал што поголем и оваа материја да стигне до што повеќе македонци. Во секој од нашите видеа во содржина може да најдете за што зборуваме и во кој дел од видеото, со цел да не мора да го гледате целото. Потоа, како што веќе спомнав, уште еднаш ќе повторам, сите оние кои што сакаат да се приклучат до нашата Patreon група и да ни помогнат финансиски овој канал да се осамостои финансиски и да продолжи да расте, тоа може да го направат во дескрипцијата на овој линк каде што пишува membership и да бидат дел од нашата Patreon заедница. Каде што, како кажав, ќе имаат шанса да бидат дел од оваа заедница која што се поддржува едни со други. Дополнително сега ги спремаме оние привилегии кои што ќе ги добијат, а главната привилегија е тоа што први ги добиваат овие материјали кога ќе го отвориме нашето студио на почетокот на следниот месец. Овие материјали ќе бидат снимани навечер и овие материјали ќе бидат доставени до нашата Patreon група прво, а потоа и до сите македонци во текот на следниот ден. Така да приклучете се на нашата Patreon група со цел да ги добиете овие привилегии. И нормално за крај и понатаму остануваат Купи ми кафе апликацијата и овие блокчейн адреси кои што ветивме дека ќе останат да бидат адреси на кои што можете да донирате во македонската кауза. Сето оно што е до сега доставено во облик на некоја мала донација ќе биде доставено до македонскиот народ во облик на донација кога ќе собереме соодветна количина на пари, каде што сите овие работи кои што до сега се доставени до нас транспарентно ги доставуваме на одредена организација или поединци во Македонија кои што им е потребна помош од македонец за македонец. И за крај, проследете ги нашите социјални мрежи, почнете да наследите на истите затоа што имаме многу дополнителни содржини кои што ги објавуваме на овие социјални мрежи, како и нормално нашите резервни канали, каде што на сите овие може да најдете истата наша, да речам, материја, а дополнително на Рутуб ги објавуваме одново од почеток сите досега едукациони видеа кои што ги имаме во основниот и напреден курс за техничка и фундаментална анализа. Така да ви благодарам за поддршката, продолжуваме понатаму да растеме, ви благодарам за оние кои што се веќе дел од нашата Patreon заедница и кои што ни помогнале финансиски да го самостоиме овој канал и продолжуваме и понатаму македонец за македонец во потенцијално најголемиот бул маркет доколку нема нуклеарна војна. Ви благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемиџија.